Kako da se izbegne pekolot? Можем да речем дека ова е сериозно прашање кое бара сериозен пристап и добар одговор, бидејќи се однесува за вечно измачување без можност за помилување. Некои се убедени дека ако ги држат 10 заповеди до крајот на животот, со сигурност нема да отидат во најстрашното место наречено пекол. Некои други се убедени дека обредите што ги прават во нивните цркви се гаранција дека ќе го избегнат. А пак некоја трета категорија луѓе мислат дека пеколот не е реално место на измачување. Тоа е само заплашување и затоа не веруваат во неговото постоење. Какви да се мислењата, тие во никој случај не се меродавни. Библијата јасно зборува дека постои пекол и има начин како да се избегне. Пеколот се опишува како ужасно и страшно место. На повеќе места во Библијата Исус зборува дека таму огнот не гасни, дека е вечен. Пророкот Даниел го опишува како вечна осуда и вечен презир. Павле вели дека безбожниците ќе отидат во вечна пропаст. А апостол Јован го опишува како огнено и сулфурно езеро, каде што злите ќе бидат измачувани ден и ноќе во вечни времења. Од сево ова, што е речено, очигледно е дека треба човекот да бара начин како да го избегне. Но сега се наметнува прашањето, зошто всушност постои пекол и зошто Бог ќе ги фрли таму? Библијата е многу јасна и за тоа прашање. И вели дека Бог го приготви пеколот за ѓаволот и отпаднатите анѓели кои се побунија против Бог. Станаа негови вечни непријатели. Тоа е запишано во Матеј 25 глава, 41 стих. Тогаш ќе им рече и на оние од левата страна: одете се од мене проклети во вечниот оган, приготвен за ѓаволот и за неговите анѓели. Тие што го одбиваат понуденото спасение и опростување од страна на Бог, ќе ја доживеат истата судбина како и ѓаволот и неговите следбеници. Зошто е пеколот неопходен? И за тоа има јасен одговор. Сите гревови се во суштина против Бог, а бидејќи Бог е вечен и неограничен, само неограничена и вечна казна ќе ја задоволи неговата правда. Нам колку и да не изгледа дека казната е престрога, Библијата не отстапува ни најмалку простор за друго мислење. Сите луѓе се грешници и доколку немаат обзир кон Христовата понудена милост, ќе отидат во пеколот. И сега останува прашањето како да се избегне пеколот. Како што има само една неограничена и вечна казна, така има и вечна цена која е платена за грешникот. Бог стана човечко битие, во личноста на Исус Христос. Во Христос Бог живееше во тело помеѓу нас луѓето. Тој го даде неговото учење, ги исцелуваше луѓето и правеше секакво добро за наша полза, така што на крајот умре за нас и заради нашите гревови. Тој се предаде доброволно на смрт, и тоа смрт на крст, најстрашна маченичка смрт. Неговата смрт е цената која е платена за нашиот грев. Апостол Јован вели: тој е жртва помирница за нашите гревови, и не само за нашите, туку и за гревовите на целиот свет. Врз темел на оваа жртва, Бог го повикува секој човек да го прифати Христос за негов спасител и целосно да верува дека неговата жртва е платена цена за да не отиде во пеколот. Бог ветува дека секој што ќе поверува во Христос нема да загине, односно нема да се најде на тоа место. Посебен стих со ваква содржина е познатиот стих во Евангелието според Јован 3:16, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Неговата жртва е доказ дека Бог не сака човекот да отиде во пеколот,
Секоја осуда, насметка на Бог е неприфатлива, бидејќи Бог го направи неговото дело на спасение и избавување од вечната смрт, пеколот. Многу едноставно. Поверувај и ќе се спасиш. Во молитва можеш да му кажеш дека си грешник кој заслужуваш пекол и дека сакаш избавување од тоа проклето место приготвено за ѓаволот и неговите слуги. Потоа благодари му на Бог што е платил оваа висока цена со својата крв и како за почеток тоа ќе биде доволно да се спасиш. Спасението не бара никакви измачувања, со постови, со молитвеници и така натаму. Туку со едноставни зборови да побараш решение за твојата состојба. Кога тоа ќе го направиш, односно поверуваш и се покаеш, пеколот веќе нема да те плаши. И нема да биде твое проклетство. Туку ти имаш вечен живот и вечно блаженство, рај во небото. Да не веруваш во пекол или да го негираш неговото постоење, значи да не му веруваш на Исус кој зборуваше за пекол. Да не веруваш во пекол, значи да не го признаеш авторитетот на Библијата, која зборува за пеколот. Да не веруваш во пекол, значи да не си ја сватил содржината на Библијата. Да не веруваш во пекол, значи дека некој те изманипулирал за оваа прашање. Да не веруваш во постоење на пекол, значи дека си донел погрешен заклучок врз основа на твоето субјективно мислење, кое не е одраз на вистината. Бог нека помогне на секој. Амин.